Скопјани не забораваат дека негрижата на Коце Трајановски и Никола Груевски доведе до загуба на околу 20 на животи во овој дел на градот. Жртвите од поплавите на 6 август 2016 година се директна последица на непревземање на мерки за заштита од поплави, за немање на инвестиции во инфраструктурата, како и на погрешното дејствување за време на поплавите. Жртвите се исто така и директна последица на неразумното трошење на пари за Скопје 2014 наместо за инфраструктура. Коце Трајановски знаеше дека постои план за заштита и спасување на град Скопје од 2010 година, каде градот беше јасно означен како подрачје со голема загрозеност од елементарни непогоди, а особено од поплави. Тој знаеше дека мора да го заштити градот од поплави, ама не го направи тоа. Коце Трајановски не превзема мерки ниту за одржување на ободниот канал. Не е реконструиран ободниот канал и покрај јасната препорака за тоа во планот за проценка на загрозеност на градот Скопје од 2008 година. Као командант на градскиот штаб за спасување, Трајановски не го заштити Скопје од поплави. И покрај свесноста за ризиците од сливното подрачје на Вардар, зашто јасно се зборува во проценката за загрозеност. Справувањето со последиците од поплавите се одвиваше бавно, хаотично и селективно. Коце Трајановски повеќе се грижеше за рекламирање на својот шеф Никола Груевски, отколку за граѓаните на Скопје. Најстрашно од се е дека и покрај се што се случи, и покрај жртвите, и после една година, Коце Трајановски воопшто не инвестираше во заштита од поплави. И денес Скопје се уште е во опасност. Граѓаните на Скопје повеќе нема да дозволат со нивниот град да управува градоначелник кој што ги загрозува нивната безбедност и нивното здравје. Скопјани повеќе нема да дозволат со нивниот град да владее Никола Груевски. Затоа, на 15 октомври, скопјани ќе стават крај на владењето на Коце Трајановски. Скопјани ќе изберат нова градска администрација, која што ќе се грижи за градот, ќе се грижи за подобар живот на сите граѓани во Скопје. Скопјани ќе го изберат Петер Шилегов.